Започна активностите за асфалтирање на првата фаза од патниот правец Почивало-Кошево. Станува збор за патен правец во должина од 2,2 км, со што првите 500 метри се асфалтираат сега, пошто ќе се пристапи и кон тампонирање и асфалтирање на останатите 1700 метри. Од буџетот на општина Штип за овие активности се издвоени околу 4 милиони денари. Некаде околу 4 милиони денари се одвоени за цел асфалтирање на првата фаза од овој патен правец во должина од 500 метри. По завршувањето на овие активности ќе продолжат активностите за тампонирање на останатиот дел од 1700 метри должина и со тоа овозможувајќи поврзување на селата Почивало и Кошево со асфалт. Очекувам со оглед на тоа што деновиве се најавуваат врнежи, веднаш по создавањето на соодветни временски прилики да се започне со работа и во втората фаза, односно на останатите 1700 метри должина, каде што после тампонирањето и земјените активности и работи ќе се продолжи со доасфалтирање на останатата делница од овој патен правец. Дополнително во наредниот период ќе се работи на патниот правец кој води до селото Калапетровци, со што се работи на поврзување на руралните средини и овозможување подобра инфраструктура. Морам да напоменам дека освен селата Кошево Почивало, активностите кои што ќе се превземаат се исто така и да се истампонира и страсира патниот правец кон селото Калапетровци, кое се наоѓа во непосредна близина на овој пат каде што сега се наоѓаме и со тоа придонесуваме до подобра поврзаност на руралните средини во нашиот град, селата кои со години наназад се запоставени. Свесен сум дека се уште има патни правци кои треба да бидат асфалтирани, но сум сигурен дека етапно, улица по улица, патен правец по патен правец, ќе ги решаваме и ќе ги задоволуваме потребите на граѓаните, нешто кое не се направило 30-50 години. Се трудиме во рамки на овие години можност да успееме да ги реализираме сите потреби, барања и проекти на граѓаните. И во новиот буџет ќе има предвидено средства за поврзување на селата, како и модернизирање на урбаните средини, додаде Јорданов.